И за самиот крај од емисијата ќе поразговараме со докторка од итната медицинска помош. Без грижа ништо не се случила. Ова чисто превентивно за да не се случи нешто на новогодишната ноќ. Од докторката ќе добиеме препораки, совети за безбедна новогодишна ноќ. А со неја ќе разговара Ивана. Ивана, добро утро. Добро утро, Искра, до тебе, добро утро и до сите гледачи на нашата утринска програма во овој предпоследен ден од старата година, да испратиме како што треба и доликува во добро расположение, но многу е битно да бидеме и во добро здравје, па на што треба да се внимава, особено во текот на утрешниот ден, кога сите ќе прославуваме испраќајќи ја старата година, кои денски, кои нели секако и во текот на ноќта, некако стана тренд и традиција, може да кажеме, оние денски прослави кои што се случуваат за да испратиме старата година, па затоа со раководителката на итната медицинска помош, Анита Димовска, ова утро ќе слушнеме од неја за совети и препораки за тоа како нели да се однесуваме за време на прославата, но и каде можеме да се обратиме доколку претераме со исхраната или пак со алкохолот. Докторка, ќе ви посакам добро и убаво утро. За почеток, кои институции, кои здравствени установи ќе работат за време на новогодишната ноќ, односно кои ќе бидат дежурните служби? Пред се добро утро до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Секако како и секоја нова година нашите служби ќе работат 24/7. Значи ова врат на итна медицинска помош не се затвара никогаш, па така и во тек на утрешната најлуда ноќ како што ја нарекуваме. Меѓутоа за голем дел од нашите вработени ќе биде работна оваа нова година. Значи ќе располагаме во тек на новогодишната ноќ со 10 медицински тимови кои што ќе се обидеме и ќе настојуваме сите да стигнат на време таму кај што е најпотребно. Во тек на утрешната ноќ ќе имаме и на места наши медицински тимови кои што ќе ги обезбедуваат прославите на јавно место кои што ќе се одржуваат. Така да, ако сме редовни 5 до 6 екипи овој период ради дефицит на кадар, се потрудивме во тек на утрешната ноќ, луѓето кои што и требаше да бидат слободни, се повикани од дома за да помогнат, за да, нели, ако имаме несакани ситуации, да може секаде на време да одговориме. Секако дека ќе треба да имаме и соработка и од граѓаните, односно од нашите корисници, да внимаваат на тек на утрешната ноќ, па и преку ден. Сега сме сведоци на денски прослави кои што ги има многу. Веќе во претходните 2 недели се соочуваме со интервенции каде што имаме случаи на алкохолизирани од предновогодишните прослави. Имаме доста сообраќајни незгоди што се надевам дека не завршија со трагични последици, доста и болниците ги преоптоваривме со такви случаи. Значи треба многу да се внимава да оваа ноќ не помине место највесела, да помине како најтажна ноќ. Инаку за секој кој што ќе има потреба, сезона и на вируси, и на бактериски инфекции, на вирусни, така да нашите дежурни тимови во дежурните поликлиники се достапни, значи исто како и итната медицинска помош, и дежурните тимови кои спаѓаат под нашата служба ќе бидат достапни на 7 пункта. Тоа се поликлиниката Ченто, Бит пазар, Шуто Ризари, Чаир, Јане Сандански, Драчево и поликлиниката во Ѓорче Петров. Значи се што може да се реши во овие поликлиники ќе има дежурен тим од доктор и сестра за да нели се пружа таа прва помош. Меѓутоа ако не може таму да се заврши работата, секако ќе се упатат на дежурните институции, односно секако ќе имаат сигурно и во клинички центар дежурни тимови како во градска болница Свети Наум Охридски и секако 8 септември. Да, фино би било и убаво би било на никого да не му затреба, ниту итната медицинска помош, ниту пак нели да треба да се обратат нели во дежурните служби, односно во поликлиниките кои што ги споменавте на подрачјето на град Скопје, кои што ќе работат во текот на новогодишната ноќ, но кои се оние препораки и совети вие како доктори кои што ги давате нели за да не дојде до преголемо конзумирање на алкохол или пак прејадување? Секако, со оглед на тоа што сме
нели сите обкружени со многу храна и пијалоци во овие празнични денови. Се што се прави умерено е добро. Се што се прави прекумерно е лошо, пред се за нашето здравје и секако и за околината, затоа што со неколку промили на алкохол во крвта можеме да уништиме некој друг живот. Затоа да не се седнува на волан кога пиеме алкохол. Првенствено пред се. Време на божикните пости, каде што голем дел од граѓаните и постат од православието, па еден апел нели да се обрне и подоцна внимание на постепеното внесување на мрсна храна за да не би дошло до соодветни последици нели по здравјето. Друго што би сакала да кажам во тој поглед, значи за алкохолот кажав, меѓутоа и има многу и од хроничните болни кои што излегуваат, кои што ги наоѓаме колабирани, кои што се чисто шеќер паѓа, диабетичари, така да има доста и кои што ги наоѓаме на јавни места. Така да се мери крвниот притисок, нивото на шеќер во крвта пред да се излезе од дома. Останато ние многу и да интервенираме и во јавните институции, на работните места, така да верувам дека секој кога би водел сметка пред се за своето здравје, а потоа и за здравјето на околината, не би имале работа во таа ноќ. Наша најголема желба е тие екипи, 10 кои што ќе бидат за време на новогодишната ноќ, на вистина да немаат работа, на вистина да сите граѓани убаво си ја поминат новогодишната ноќ и на први да бидеме сите да ја дочекаме како што треба, нели во едно добро расположение. Така е, без мамурлак, нели што би се кажало, но секако секој треба од себе да се почне да биде совесен, нели, и доколку сака нели да конзумира алкохол, да не биде тоа претерано, но и да не седнува задоволен од никако. И би обратила внимание уште на оние пиротехнички средства кои што најчесто и малолетници ги употребуваат. Значи сме имале случаи предходните години за повреди на рака, па и на поголем дел од телото, кои што исто така доведува до штетни последици, поготово кај малолетниците, значи да се избегнува користење на такви средства. Докторке, ви благодарам за овие препораки, за овие совети. Верувам дека се и тоа како од корист на граѓаните да ги подсетиме. Сите ние ги знаеме, но понекогаш забораваме или некогаш кога еуфоријата не понесува, но и да внимаваме секако на децата да не им даваме да употребуваат пиротехнички средства, петарди, огномети и сите останати работи кои што можат да ги повредат и да донесат последици. Секако, и јас ви посакувам и вас на Алфа телевизија една убава новогодишна ноќ, многу среќа во наредната година, пред се здравје многу и да имаме успешна соработка. Ви благодарам уште еднаш, докторке. Она што треба сите ние да го направиме, нели, со чист разум, да си ја дочекаме новата година, колку што е можно повеќе, нели, да имаме здравје во новата година, а секако тоа ќе го имаме доколку, нели, совесно се однесуваме и со тоа ќе придонесеме, нели, еве и да имаат и брзата помош мирна новогодишна ноќ, да нема интервенции, со тоа што, нели, граѓаните ќе се однесуваат онака како што треба и доликува, со добра песна и со добра музика да си ја дочекаме новата година и да ја испратиме оваа стара 2024. Да, ти благодарам, Ивана, благодарам и на твојата соговорничка, додека ние прославуваме, некој не само што ќе работи, туку ќе има и полни раце работа, така што еве на сите вработени во итната медицинска помош однапред да им се заблагодариме и да им се извиниме за сето она што следува.